Bonjour, chers élèves. Comment allez-vous? Добар ден, драги ученици. Како сте? Се надевам дека сте добро и дека сте подготвени за часот по француски јазик. Денеска ќе учиме како да поставувате прашања на француски јазик, односно како да поставувате прашања со формите еска и кеска и како да одговарате на истите прашања. Дали треба потврдно или одречно. Сега, како се поставува прашање во францускиот јазик? Во францускиот јазик, прашањето можете да го поставите на неколку начини, со интонација. Што значи тоа? Тоа значи дека една обична реченица, доколку само го повишите гласот и во пишувањето ставите прашалник на крајот, ќе добиете прашална реченица, односно прашање поставено со интонација. Потоа, прашањето може да биде поставено со инверзија. Што значи инверзија? Инверзија значи обратен редослед, односно кога подметот и глаголот ќе си ги сменат местата. Значи на прво место ќе биде глаголот, а потоа ќе биде подметот и во инверзија знаете дека употребуваме цртичка. Потоа, прашање може да биде поставено со формата еска, која што на македонски јазик значи дали, и бидејќи прашањето значи дали, тогаш мораме да одговориме потврдно или одречно, односно со да или не. И прашањето може да биде поставено со некое друго прашално зборче. Ние досега имаме учено неколку прашања, па да се потсетиме на нив. Comment tu t'appelles беше прашањето кое се поставува кога го прашуваме некого како се вика. Comment tu t'appelles? Marco. Comment ça va? Ça va, merci. Quel âge as-tu? 12 ans. Où habites-tu? À Paris. Значи имате неколку кратки прашања кои што ги учевме на почетокот на оваа учебна година, како и одговорите на тие прашања. Сега, прашалната форма кеска ние ја учевме во првото полугодие и вие знаете дека се работи за прашалниот израз што. Овде имаме qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Затоа што глаголот faire е учен, веќе знаете дека прашањето qu'est-ce que tu fais значи што правиш. И на прашање што правиш можеме да одговориме различно. Значи, je lis, јас читам. J'écris, пишувам. Je chante, јас пеам. Je regarde un film, гледам филм. J'écoute de la musique, слушам музика. Je fais des activités sportives. Одиме понатаму. Qu'est-ce que tu fais en été? Повторно го имаме прашањето што правиш и овој пат го поврзав со годишното време лето и активности кои што се прават во годишното време лето. Qu'est-ce que tu fais en été? Je vais en vacances. Je fais de la natation. Je fais de la voile. Je fais du kayak. Qu'est-ce que tu fais en hiver? Што правиш во зима? Je vais à la montagne. Je fais du ski. Je fais de la luge. Je fais un bonhomme de neige. Qu'est-ce que tu fais avec tes copains? Nous parlons. On se promène. Nous allons à la piscine. On va au camping. Значи, гледате во одговорот дека е употребено ну или он, кои се лични заменки кои што се употребуваат со значење на македонски ние. Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu détestes à l'école? Значи, преку прашањето qu'est-ce ќе ги повториме и глаголите од прва група, во овој случај сака и мрази. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu détestes à l'école? Значи, на ова прашање се одговара со j'aime, јас сакам, je déteste, јас
не сакам. Значи тука може да наброите некои од предметите кои што ги изучувате во училиште, а да се потсетиме на неколку предмети што ги изучувате. Le français, l'histoire, les maths, l'anglais, le sport, le dessin, la technologie. Значи можете да кажете J'aime le français et l'anglais. Je déteste l'histoire et les maths. Или како сакате. Сега, ова е што го учевме во првото полугодие. Значи, кеска се. Што е ова? Овде го имате прашањето кеска се и тоа најчесто се поставува за некои предмети, а ние да се потсетиме за дел од ученички прибор. Кеска се? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Et qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que c'est? C'est une fille. C'est un garçon. C'est une école. C'est un ordinateur portable. C'est un gâteau. Bravo, bravo les élèves. On va continuer. И сега, значи со прашањето кеска, можеме да употребиме учени глаголи, да поставиме прашање во второ лице еднина, како во случајот, и вие одговарате со прво лице. Qu'est-ce que tu regardes? Значи, што гледаш? Je regarde un film. Qu'est-ce que tu chantes? Je chante une chanson de Zaz. Qu'est-ce que tu manges? Je mange du gâteau. Qu'est-ce que tu lis? Je lis un message. Qu'est-ce que tu écris? J'écris une invitation. Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute de la musique. Браво! Сега на почетокот спомнавме дека прашањето може да биде поставено со интонација, како во случајот Tu aimes l'école? Tu parles français? Tu écris tes devoirs? Значи оваа реченица можете да ја сретнете како расказна реченица, доколку биде Tu aimes l'école. Ти го сакаш училиштето. Но ако го повишиме гласот, тогаш, значи добиваме прашална форма. Tu aimes l'école? Дали го сакаш училиштето? Иако овде не е запишано зборчето дали, мораме на македонски да преведеме на овој начин и во овој случај може да се одговори само на два начина. Првиот е во потврдна форма, односно со oui. Oui, j'aime l'école. Tu parles français? Oui, je parle français. Tu écris tes devoirs? Oui, j'écris mes devoirs. Или можете да одговорите со одречна форма, а вие знаете дека одречната форма се правеше со помош на Н и па, така што Н се пишуваше пред глаголот, а па после глаголот. Во негација или во одречна форма ова би било Non, je n'aime pas l'école. Non, je ne parle pas français. Non, je n'écris pas mes devoirs. Сега, овде гледаме еска, запишено. Прашален израз еска и ова на македонски значи дали. Ова многу е блиско до прашање со интонација и овде имаме неколку прашања, ке ги погледнеме прашањата. Значи имаме Est-ce que tu aimes la France? Ова прашање може да добие два одговора. Oui, j'adore la France. Non, je n'aime pas la France. Moi, j'adore la Suisse. Est-ce que tu vas à la mer? Oui, je vais à la mer. J'adore la mer. Или во одречна форма ова би било. Non, je n'aime pas la mer. Je vais à la campagne chez mes grands-parents. Значи, на што треба да внимавате, деца? Што прашањето е поставено со дали, мора да се одговори со да или не, односно да се даде потврден одговор или одречен одговор. Ова убаво да го запаметите. Сега, овде имаме една мала вежба за вас. Значи, од едната страна имаме неколку прашања, од другата неколку одговори и заедно да ги најдеме одговорите на поставените прашања. Кое е првото прашање? Est-ce que tu parles anglais?
Значи, дали ти зборуваш англиски? Второто прашање. Est-ce que tu adores zaz? Дали обожаваш заз? Est-ce que tu vas au camping? Дали одиш на кампување? Est-ce que tu viens avec moi? Дали доаѓаш со мене? Во понудени одговори имаме 4 одговори. Ајде да видиме на првото прашање. Est-ce que tu parles anglais? Овде набљудуваме заедно. Oui, je l'adore. Non, moi je parle français. Значи, точниот одговор ќе биде non, moi je parle français. Est-ce que tu adores Zaz? Oui, je l'adore. Est-ce que tu vas au camping? Дали одиш на кампување? Oui, je vais au camping avec mes copains de classe. Est-ce que tu viens avec moi? Oui, je viens avec toi. Домашна работа. Значи, што ќе биде вашата домашна работа, ќе слушнете малку подоцна. Сакам да резимираме. Значи, на денешниот час учевме за поставување на прашања во францускиот јазик. Подочно се запознавме со формите кеска и еска. Кеска значеше што, а еска значеше дали. На неколку слајдови имавте учени зборови и учени глаголи, за да се потсетите и да можете успешно да ги применувате. Треба да запаметите, кај еска секогаш се одговара со oui и со no, значи со да и не. Со помош на овој час повторивте глаголи од прва група и неколку неправилни глаголи кои што се учени во шесто одделение. Потоа се потсетивте на предмети што се изучуваат во училиштето, ученички прибор и неколку именки кои што често се употребуваат во францускиот јазик. И секако се потсетивме на одречна форма. А сега, значи што ќе биде вашата домашна задача? Напишете ги прашањата според понудените одговори. Овде ви запишав неколку одговори. Je regarde un film. J'aime le français, l'anglais et le dessin. Oui, je vais en vacances. Non, je ne parle pas anglais. C'est un stylo. Добро, ќе ги погледнете прашањата, гледајте каде што имате да и не, треба да го поставите прашањето со еска, во другите случаи со кеска. И внимавајте, кога поставувате прашање, го поставувате со второ лице еднина во овој случај или второ лице множина доколку е потребно. Се надевам дека беше лесно, ви благодарам за вниманието, мерси боку и а bientôt. Се гледаме наскоро.